Поштовани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што знаете, секоја недела е редовниот термин за емисијата во која што третираме теми од аграрниот живот и актуелностите кои што се поврзани со земјоделството. За жал, изминатата недела главна тема во овој дел беше ниската откупна цена на доматите. Она што предизвика револтка и земјоделците, слабиот откуп и воопшто, како што рекоа некои од нив, затворените откупни пунктови 2 дена поради немањето каде откупувачите да го пласираат и да го однесат она што би го откупиле од земјоделците. Истовремено ниската откупна цена која што ниту малку нема да ги покрие трошоците на земјоделците во делот на производството. Тука се отвара повеќе прашања зошто се повторува ова секоја година при услови кога имаме одличен квалитет на производот. Она што откупувачите го потенцираа е дека веќе треба да се размислува на промена на видовите земјоделски производи, односно наместо традиционалниот домат, веќе земјоделците да размислуваат да произведуваат шери домати кои што според откупувачите се далеку побарани на европските пазари во светските ланци маркети. Се огласи Министерството за земјоделство, од каде што ресорниот министер најави дека за предадените количества на домати во овој период до 15 јули, Министерството ќе исплати субвенции не од 3 денари, туку дополнително до 7 денари. Значи 7 денари субвенција по килограм предадени домати кај регистрирани откупувачи. Во оваа прилика предлагам да погледнеме материјалот кој што колегата Ване Трајков го сними во селата во Струмичко во разговор со земјоделците за она што те имаат да кажат во однос на слабиот пласман и откупот и ниските откупни цени на доматите. И секако Ване Трајков разговараше и со Ацо Стоилков, откупувач. Предлагам првин да го погледнеме тој дел. Многу слаба работа. Нема ли дека да се увезава шоа работа, кото без пари за маа работа. Од 20 динара почнаваме, кранена без пари. Ништо да кажем повеќе. А за каде го спремате? За откуп тука. Има ли откуп? Има откуп, пациент не знам колку. 10 лиќе, 8 лиќе, това не се знае. Така се редаме на ризик. Толку што да кажем. Владата најави субвенција од интервентно од 4 денари. Не навлече и това. Малко е, това не навлече. 4 динара това и тук ќе ја платат 3, па 7 динари ќе, ништо. Да, ништо да. Може ли со таа интервентна субвенција да се стабилизира некако пазарот? Бидејќи Никако. С тие пари 4 динара не може никој да се. Не навлече, туку нема да ги додам. Ама мораш, викаш, нема да ја дадаш и да му даш на него. Да не остану нивата. Тај начин, друг не. А има ли многу производство кој што може да остане на нивите да скапи? Ама нема производство многу. Производство за 3 дена да зберат, ќе нема френка у нивата. Ама не збера најмалку 3-4 дена и заглави се. Шо беше работа, не знам. А прварно одеше 20, баром па до негде да не ја гледаш дома. Да. И сега дали ако евентуално нема откуп би го пределе вие производството во некоја конзервна фабрика кој што Абе, шо ќе го носим, па ќе без пари. Повар нека станал нивата, ќе го судробам там и... Не знам дали ќе дадат. Не сум сигурна дали ќе дадат, дали не би дадат. Ама, може ќе дадат, субвенции дават. Са дали ќе дадат, не знам. Ама не на покрива. Ни 8 динара, ни 10, не на покрива ништо. На таа цена, една семка 7 динара, едно кило 5 джон 7 динара. Не на покрива, ама нема да ги доодаме. Нема да ги доодаме. На кој се жалим? На кој? Кој ќе не прифана? Никој. Нема за гарантирана цена, не се криви и таа се откупува. Дека ќе даде ако нема пазар. Да фрлам вината на трговицу, не ја фрлам. Дека ќе носа канејки. Нема дека да носи он. На владата еве сега нуди можност сега да се нешто реши ситуацијата и во некоја конзервна фабрика за кетчап, за ѓувеч, некако да се помогне. А он, ако зема владата обзор да спомогне, арно, ама малку атаве. 3 динари, 5 динара не навлече. На кој век сме 5 динара да не расправат още.
Не навлечат. Цената е многу ниска, а препаратите са многу скапи. Да дадат 5 денара, ма да го намалят и семе, и ѓубрина, и прсканици, све што треба. Това да го произведеш, многу трошки. Производство квалитет има, много добър квалитет. И зелката беше добра, и кръставицата, и доматите сега, но нямаме пласма. За жал, ова година пласма нямаме никакъв. Все е оставено на времето, на стихийско производство, како да ти кажем, неорганизирано, неплански, нема редовен откуп. Еве сега, 2 дена нема никакъв откуп. 2 дена. Беше 10 денари, па 12, 15 и сега падна на 0. Що значи няма сакат въобщо. 2 дена цели. Гледате, робата си стои, чекаме търговци по пата да помина некой. Ако не иде, добре, ако не, пак добре. А што ќе правите со производството? Предпоставам дека не е само ова. Не е само ова, да, само ова ќе фрлиме на пата, што се вика. Тук има и на нивата, тоа е мръша, цървено, не се гледа от домати. Цървено е, от доле до горе се е цървено. И не знам, и джабе веќе, не може никакви мерки да се преземат. Отиде производство, отиде. 2 дена, за 5 дена ќе нема во ова населено место Просениково, ќе нема домат ние да ядеме, ќе се скапе по нивите. Ќе истече толкова, най-много до 25-26 тук некъде. От това не трае. Во амбар не се става това. Да. И сега вие чекате трговци ако поминат? Трговците ако поминат, некои от Скопие, некои от тука, ќе ги дадем, ако не. И рекла на магазину, бяха планирани за магазин, и рекла вчера, денес, барайте си, трговци си барайте. Денес ние не взимаме, вчера и така и така остана. И сега во моментов, по која цена ви ги продали? Ами, која цена? 10 денара е вчера во Пиперево, имаше откуп, прашав таму, па рекла 10 денара, ама моите са со рачки, не ги сакаат и со рачки. 10 денари. Мичиш, што правиме сега? Ова е едноставно влегувате во загуба. Во загуба, како секоја трговија, така и нашата, и тоа нашата стана како коцка, и се коцкаме со... Колку имате засадено? Има 9000 корења. 9000 корења, има предадено 13-14 тона, а има уште толку на нивото сигурно. Пренатрупаност на пазарот и треба 100% преориентираност на пазарот и производство, само производство. Значи со години назад се говори квалитет, но моја препорака е да се концентрираме на помало производство, квалитетно производство и да одиме на чери пиперки. Чери и домати, ако веќе одиме на производство на домати. Иначе така домата како што е, само назад ќе одиме и ќе губиме сите пари. Од каде доаѓа конкуренцијата најмногу и каде во моментов извоз велите да имаме домати од Албанија, од Србија? Па Албанија и Србија излезе доматата, но со таква квалитет домата ние не може да успееме. Однапред се гарантирам дека ќе имаме огромни губитоци. Може ли да очекуваме нешто да се мрдне од таа мртва точка во моментов кај што се наоѓа или? Проблемот е суштински, треба реорганизација, комплетна реорганизација, дали се мрдне да понапред. Германци кажуваат јаин, ни да, ни не, во моментот е многу тешка ситуација, многу наша домата има и на пазарот и во Македонија и за берба. Значи, моја препорака е таков квалитет на домот не е веќе. Апсолутно не. Има извоз или? Како извоз? Камиони стојат на секаде полни, се носи тие домати и едноставно ќе мора да се носат производство на кетчап или конзервни фабрики така. Огромни губитоци. Како што веќе кажав во најавата, министерот за земјоделство Љупчо Николовски излезе со дополнителни мерки за покривање на трошоците на земјоделците кога станува збор за производството на домати, со тоа што наместо 3 денари земјоделците за предадените количини до 15 јули кај регистрирани откупувачи ќе добијат 7 денари субвенција по килограм. Предлагам да ја погледнеме изјавата на министерот за земјоделство. Почитувани, владата на денешната седница донесе одлука за измени на уредбата за публичките критериуми за директни плаќања за 2018 година. Со измените ја зголемуваме
висината на износот на субвенции за предадени домати во регистрирани преработувачки капацитети од постојните 3 на вкупно 7 денари по килограм. Ова интервентна мерка ќе важи за земјоделците кои што ќе ги предадат доматите во преработувачките капацитети или преку регистрирани откупувачи од утре до 15 јули оваа година. Субвенцијата ја зголемивме поради нарушениот биланс помеѓу понудата и поборувачката, како и ниската откупна цена. Со ваквата интервентна мерка очекуваме стабилизирање на пазарот на домати, а вишокот од производството за заврши како суровина во преработувачката индустрија. Како ресорно министерство и во следниот период ќе го следиме откупот на доматите и ќе делуваме континуирано во делот на интервенциите и решавањето на тековните проблеми во земјоделството. Обезбедувањето на сигурен пласман и создавањето на достоинствени пазарни услови за сите чинители во земјоделството е една од нашите стратешки цели. Затоа интензивно работиме и на долгорочна стратегија за решавање на пласманот на сите земјоделски производи преку отварање на нови пазари и исклучување на нови договори за македонските земјоделски производи. Во овој процес ги вклучивме и сите наши амбасадори и амбасади со цел да помогнат во делот на отварањето на странски пазари за домашните земјоделски производи. А променливото и дожливо време продолжува и натаму. Во текот на целата недела имавме навистина есенски температури. Секако тука остануваат советите на експертите да се внимава да не се појават одредени болести поради тоа флуктуација на времето и временската прогноза. За влијанието и за користа на советите и одредени елементи кои што треба да ги добијат растенијата за да може да дадат квалитетен род, предлагам да го погледнеме советот на нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Почитувани гледачи, ние во преходните емисии зборувавме нешто за макроелементите, за микроелементите, за природните биостимулатори, за исхрана на растенија, затоа што во ова прилика ќе нагасам, тоа е многу важно, затоа што при неправилна исхрана на растенија доаѓа до често пати пореметување. Значи може да имате супер сорти, супер избор на сорти, други услови, но ако правилно не ја направите исхраната, ќе дојде и до пореметување. Зошто? Затоа што постои антагонизам меѓу хранливите елементи. Што е антагонизам? Антагонизам е својство на некој хранлив елемент во кога ќе е во поголема количина да блокира друг адекватен хранлив елемент. Или народно кажано, ако имате превише азот, пример во почвата, или растението е снабдено со превише азот, ќе го блокира калиумот. И обратно, ако примате премногу калиум, ќе го блокира азотот. Затоа велиме дека во прво време, кога има раст и развој на растенијата, треба да се ѓубривата богати со азот, а со многу мал процент или да се избегнуваат со калиум. И обратно, понатаму, кога растенијата веќе се развиени, има добра лисна маса, вегетативна маса, тогаш не треба да се форсираат ѓубривата кои што се богати со азот, него напротив ѓубривата што се богати со калиум. Ќе ве потсетам дека калиум е елемент кој што од своја страна овозможува да ја зголеми и отпорноста кон суша, затоа што ја регулира пропустливоста на водата кај клетките, со тоа и ја зголемува отпорноста на растенијата кон суша до одреден степен. Исто така во антагонизам спаѓа пример фосфорот со железото. Значи може да се случи да се најде во ситуација кога има многу фосфор, па растенијата да речеме да се најдат во една критична ситуација, да нема доволно железо, да има хлороза и големи проблеми. За да не се случи тоа, рековме фосфорот како елемент кој што дава пред се формирање на цветот, цветните папки. Има и други функции, да во ова прилика да не ги нагласуваме. Значи, кога ќе треба да се формираат цветни папки, отварање, тогаш може и фосфорот да го употребувате. Иначе не е стално вие, фосфор да се става. Дури има и погрешно мислење дека фосфорот е само за правење на коренови жили. Не е точно. Значи, за создавањето на коренови жили дури има поголем процент и најмногу создава, пример, хумусните киселини.
за разлика од фосфорот. Додека пак фосфорот индиректно да, али главна функција не му е за создавањето на кореновиот систем, кореновите жили. Исто така ќе пазите и на пеха на почвата. Зошто велам? Знаеме дека нашата регион, овдека Струмичкиот котлина, Радовичкиот, па Гевгелискиот, често пати има многу поалкални, позасолени почви. Пеха над 7,5, 8 и така натаму, особено над 8. Во колку е многу висока на пеха, што доаѓа? Доаѓа до блокирање на растението. Значи, гледате растението неки да се развива, да плододава и така натаму. И затоа опомена е кога пехата се движи веќе кај 7,20, 7,50. Избегнувајте ги ѓубривата кои што се богати со калциум. Пример кан. Кан не е калиум амониум нитрат, него калциум амониум нитрат, кој што при распаѓање се ослободува калциум, кој што е подига пехата и нормално амоњачна форма и нитратна форма. Ова го напоменувам затоа што ќе повторам, многу кан се употребува неконтролирано без да се знае пеха на самата почва. И сосема на крај за ецето, електрокондуитетот. Односно концентрацијата на хранливите елементи кои што различни хранливи елементи влијаат врз електрокондуитетот. Во ова прилика ќе нагласам дека ецето, за да немате многу високо еце, најдобро е еднаш неделно да ги прихранувате на растенијата, со тоа што ако е систем капка по капка, први малку ќе пуштате 5-10 минути да се наполнат цревата во систем капка по капка, ѓубривото, па потоа водата. На тој начин ќе се разложи повеќе ѓубривото и во исто време ќе се спушти подлабоко во слојот од 0 до 20, каде што е најмногу развиен кореновиот систем. И почитувани земјоделци, пред крајот на емисијата, пред да се одјавиме, предлагам да го погледнеме видеото за современ начин, најсовремените начини за производство на компир, од засадување па се до готовиот производ.
Поштувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Се надевам дека во наредната емисија ќе зборуваме за многу попозитивни теми и дека проблемите со пласма на земјоделските производи ќе останат минато и дека земјоделците ќе може на вистински начин за вистинска реална сума на чинење да го продадат својот род. До тогаш останете со нашата програма и се најдобро.